Можно е повторно враќање на рестриктивните мерки во општините со најголем број на заболени со COVID-19. Скопје, Тетово и Куманово. Неофицијално дознава Алфа од своји извори од Комисијата за заразни болести. Според блиски извори од таму, во понеделник треба да се разговара на ова прашање. Министерот за здравство Филипче демантира. Вели бројките не се толку лоши, за да се размислува за рестрикции. За епидемиолозите ова би бил добар потек. Даниловски уверува дека со воведување на рестриктивни мерки ќе се намалат социјалните контакти, а со тоа и бројката на инфицирани. Мора малку да се намали интензитетот на социјалните контакти. Добро е да се скрати работното време на кафулињата и рестораните. Среќа во несреќа е што се повеќе учествуваат младите во контингентот позитивни на COVID-19 и најмногу се дружат меѓу себе. Тоа е причината што има релативно малку хоспитализирани. Секако посебен проблем е исцрпеноста на здравствените работници. Дека бројката на позитивни на COVID во земјата расте и ќе расте и понатаму, алармира доктор Игор Николов. И тој е на истиот став, дека рестриктивните мерки се потребни, но со тоа економијата ќе претрпи голем удар, што може и да биде неиздржлив. Очекувано е дека бројката на заразени ќе расте и понатаму. И сведоци сме дека и понатаму расте. Особено важно е во овој момент да се направат напори за визуализација на вирусот, односно лоцирање и визуализирање каде има најмногу позитивни случаи. И доколку се процени дека бројката на позитивни случаи расте во одредени региони, потребно е да се преземат одредени рестриктивни мерки. Сепак многу внимателно, заради тоа што сведоци сме дека економијата, односно бизнисите, многу тешко би издржале втор пат локдаун или втор пат тешки строги рестриктивни мерки. Повеќе и поважно е да се работи на мерки на здравствена промоција и здравствена едукација. Додека здравствените власти уверуваат дека корона статистиката не е лоша, Македонија ја надмина Италија според вкупниот број на потврдени случаи на 1 милион жители. Македонија лошо котира и на листата од европските земји по бројот на смртни случаи од COVID-19. 8 смртни случаи на само 2 милиони жители е далеку над сите земји во Европа. Нашата држава вчера се најде на 11-тото место. Од регионот, Србија, која има 8,5 милиони жители, имаше 13 смртни случаи, Босна и Херцеговина 5, а Бугарија 4. Инаку македонските експерти прогнозираат дека бројот на вкупно инфицирани со коронавирус до 25 јули ќе достигне помеѓу 9.400 и 10.400.